Демократскиот сојуз призна дека постојат овие списоци, ама се уште се обидува да биде брана на власта на СДСМ ДУИ. Она што го представува за паушално до вчера, има и потврда од нив самите дека овие списоци се вистините и дека постојат. Демократскиот сојуз треба да излезе и јавно да каже дали членовите на председателството на партијата обезбедувале бесплатни услуги за функционери од Демократскиот сојуз, од СДСМ, од ДУИ и од другите партии на власта. Зошто зад името на директорот, зад името на неговиот заменик, високи партиски функционери на Демократскиот сојуз, Кроневски и Јакимовски, како и на Славчо Јакимовски, стојат имињата, например, на шефот на кабинет на Ковачевски, Мартин Попов, како и табличката на неговиот, како што пишува Голф 6, името на Миле Зечевиќ и неговото возило, стои името на Душко Весковски од Водовод, или на Златко Марин, или на секретарот од СДСМ во аеродром. Демократскиот сојуз треба да каже дали е точно дека цела една катна гаража функционирала на грбот на граѓаните за да може да функционери од СДСМ, ДУИ, Демократскиот сојуз и другите во власта и нивните семејства да паркираат бесплатно приватни возила. Демократскиот сојуз треба да признае дали имале притисоци од СДСМ и од коалицијските партнери во власта за нивни функционери да паркираат бесплатно било каде во Скопје или сето тоа било врз база на трговија со влијанија. Без прецизни одговори, Демократскиот сојуз продолжува да биде привезок во власта и заштитник на криминалот и корупцијата на штета на граѓаните. Паркингот поскапе за сите, за да може функционери од партиите на власт да паркираат бесплатно каде ќе стигнат во Скопје. Демократскиот сојуз е дел од власта за да обезбедува бенефиции за себе и за функционери од СДСМ и ДУИ врз грбот на граѓаните. Ви благодарам.